Добар ден. Добар Најпрво ден. сакам да ти се заблагодарам затоа што ја прифати поканата да гостуваш во нашата емисија. Добро дојдовте, често задоволство. Така, и што ми ја даде ова прилика да го направам првото интервју за Радио Мост, кој што официјално ќе започне се работа во вторник на 25 мај во 12 часот. Вие сте еден од идејните творци на проектот Радио Мост и видовте во тоа прилика за унапредување на малцинските права и на малцинските групи, не само во Македонија, туку на просторот на цела поранешна Југославија. Па сакам да ве прашам подетално, кои се целите на Радио Мост и како гледате перспектива од овој проект и импакт во тоа што ќе се случува со унапредување на малцинските права? Прво честитки за Радио Мост, што започне работата на 25 мај, символичен е во секој случај, ден на младоста. Во секој случај и покрај тоа што Македонија, а и поранешните југословенски републики, поглавном приначуваја со политика на толеранција, на разбирање, сепак во овие, да кажеме, 30 години од распадот на СФР, која што ете баш ова година тоа го одбележуваме, се појави една голема празнина, да веќе новите генерации да не се познаваат меѓу себе, да не се почитуваат културните вредности на различностите и поготово што и јазиците што се помалите заедници ќе се губат. Глобализацијата си го прави своето, дигитализацијата, информатичкото општество и така натаму. Иако што технолошки тоа може многу брзо и едноставно да се решава, ако тоа било пред 30 години прилично скапи проекти, сега се скандира многу поевтини проекти, меѓутоа сепак треба да се внимава и да се прават такви проекти. Благодарност на господин Бобан Јовановиќ, кој што се јави како човек кој што сака да се вложи во овој проект, кој што е прво издашен проект и инвестицијски, меѓутоа и од човечки ресурси издашен проект. И покрај тоа што ние во меѓународно општество сме разговарале повеќе пати да се такво нешто има потреба и е побарано државата Република Северна Македонија да овозможи, бидејќи знаете во Македонија ние имаме програми што се на овие заедници се во преамбулата на уставот се именуваат, меѓутоа имаме уште 20 заедници или култури кои што живеат во нашата земја, а немаат начин да ја афирмираат својата култура. Така што вакво едно радио ќе овозможи пред се да се афирмира културата на сите различности, да се појача мултилингвализмот. Значи, знаете, Балканот до секогаш бил мултилингвален. Значи, мојот дедо кој што живеел во едниот Вохлед, другиот во Струга, погранично место. Значи, мојот дедо, иако бил, да кажеме, неписмен, условно кажемо денеса смисла, имале можеби само основно образование, тој знаел 5 јазици. Денеска имаме луѓе со факултети, со магистри, не знам повеќе од мајчиниот и можеби англиски. Така а нашите соседи не ги знаат јазиците. Значи, тоа е нешто што треба да се слушнат сите различни јазици, да бидат на некој начин одомачени за улото, за да може да се развие толеранцијата и дека се прикажуваат сите тие човечки вредности на заедниците што живеат на овој простор. Едно од мотото, едно од многуто мота, односно мотиви на Радио Мост е дека сите ние сме различни, меѓутоа делиме исти вредности, односно сочинуваме ист вредностен корпус. Она што сакам да го прашаме, баш потенциравте во вашето експозе, во вашето претходно излагање дека вредноста денеска да се запознае таа различност, да се продлабочиме, да нурнеме во нов културен свет кој што го поседуваат и јазиците и другите, да кажем, културни аспекти на малцинските групи. И какви се очекувањата за понатаму? Дали запознавањето на другиот, запознавањето на таа различност во суштина ќе не направи блиски? Запознавајки што всушност не прави различни, дали тоа е еден модус кој што всушност ќе нас зближи? Според теоријата на другоста, ако не го познаваме другиот, се познаваме ни себе. Тоа е теоријата на другоста во антропологијата, во социолошките науки. Значи, ние мора да ги запознаеме сите други што живеат околу нас, нашите блиски, нивните вредности да ги познаеме,
нивните цивилизацијски достигања што тие се гордеат. Така. Се разбира, нема само цивилизацијски достигања и негативни појави во општеството. Меѓутоа, различност, богатството е секогаш во различноста. Ако ние ги негуваме различностите, тогаш сме ние побогати. Викаат, познавање на еден јазик, ти значи знаеш уште една култура. Затоа што преку јазикот ти ја запознаваш културата на другиот. Сите тие вредности и вокабуларот одат преку јазикот. Знаете, многу ние што барем со општествените науки знаеме дека многу се губи во превод. Ако ти не ја познаваш јазикот, културата на таа цивилизација, на таа заедница, во преводот што ти го слушаш, ако тоа 2-3 пати се преведувало од јазици, многу се губи. И не се знае точно вредноста, значењето и така на пример, како што предиш на македонски език беса, зборот беса што кај албанците на културна вредност. Културно наследство е тоа. И етичка. Ама ние немаме советен збор за зборот беса. И многу треба да ги спомнам примери што имаме. Меѓутоа ете овој пример што на сите ни е попознат. И поради тоа е потребно да се познаваат јазиците, поготово малите јазици, кои што за жал се на изумирање. Ние имаме проблем денес со глобализацијата, па дури големите нации се плашат, дури Франција се плаши, дека ќе се изгуби францускиот јазик. Една голема нација на Балканот, хрватите, србите се плашат нели дека ќе се изгуби јазикот од оваа глобализација, да не зборуваме за малите заедници, на малцинствата, на кој начин ќе придонесеме колку толку да бидат повитални да преживеат во овие глобални времења. Дали ако недостасува интересот за различноста и не сме свесни за нашата културна припадност, нашиот културен идентитет и него репрезентираме како таков, дали таа потреба да бидеме слични, да бидеме да бидеме да кажем изложени на тој глобализацијски ветер кој што и вие го спомнавте претходно, во суштина не прави униформирани. Ако доволно не истакнуваме нашата различност и не ја почитуваме и работиме на тоа другиот да ја истакне својата различност, дали тоа значи дека сепак се подведуваме под една општа парадигма на правила, на норми на однесување? Рековте дека сите зборуваме, не го зборуваме јазикот на другиот, туку сите зборуваме англиски јазик или евентуално мајчиниот јазик. Дали тоа не прави униформирани? Дали таа потреба за тие споделување на тие универзални вредности во суштина не прави исти и жртви на глобализацијата, да речеме? Знаете, идејата за нација, која што се појави во Франција, нели знаете, во Западна Европа, некаде при крајот на 18 век, кај нас на Балканот добина сосема друга конотација. И во суштина кај нас идејата за нација доведе до асимилациони процеси, па дури до етнички чистење. Имаме ние во нашата блиска историја, каде имаме проекти, па дури македонскиот народ го преживе етничкото чистење од Егејска Македонија, да не зборуваме војните што беа последните 30 години на Балканот. И сето тоа на некој начин доби сосема различен концепт, примордиалистички кај нас е концептот на нација, за разлика од другите западни држави, кај што е конституционистичкиот пристап на нацијата. Американскиот пристап на нацијата всушност се базира на различноста. И ние треба да разбереме таков еден концепт на нација, за да ние бидеме по-хомогени, по-сплотени, ние треба да негуваме различностите. И да таа различност да не биде некој баук. За жал кај нас различноста стана баук. А кај нас во тој милен систем кој што бил во Отоманската империја или малку подоцна Чаушескиот систем, различноста не било баук, се прифачало тој различен во ред, никому ништо. Кога дојде идејата за нација, дека треба да се прават држави, граници, незаметнички чистења, тогаш тој што различен стана баук, стана нешто опасно. А воопшто да се нешто различен не е ништо опасно. Различен само секој си размислува или си има некои вредности што се наследени и ги гради. Значи, идентитетот не е само тоа што ние сме наследиле и да го сочуваме. Идентитетот треба да се гради. Тоа е диалектика, тоа е диалог. Постојано заземе ставови за многу различни препати, ние заземе став и личен и колективен став на групата или на нацијата или на религијата или натаму. И тоа е диалектологијата на во идентитетот и тоа е секогаш променлив. Знаете, сосема друга пример било размислувањето што е тоа македонец за време на меѓу двете светски војни, што е тоа македонец за светска војна, што е македонец во Југославија и што е денеска македонец. Концептите се многу различни. Или власите што биле во 19 век, што е денеска и така натаму. Затоа што тоа е во диалектика. Впрочем, и зборовите компјутер, авион не постоеле пред, да кажеме,
стои револуција. токму така, и тоа е диалектологијата која што треба Так. да се негува и да не е ништо баушта, па нека ни е различно. Да. Да сумирам она од претходно што го заклучивме, е дека, например, германскиот филозоф Фихте вели дека тој диалектички однос на градење на еден личностен идентитет, дури на една идеја, созревање на една идеја, патува од моето јас преку моето неа се огледува, односно тој аспект на другоста, тој аспект на различноста кој што е нужен за да диалектичкиот однос произведе една синтеза, тоа е јас со големо Ј, односно веќе еден, да кажем, готов, конечен и финален производ во концептуална смисла. Дали вие јас барем имам такво чувство, не можам да тврдам со сигурност, меѓутоа мислам дека идеите за да кажам некоја поблиска соработка помеѓу поранешните југословенски народи во Македонија се пречекува не баш толку пријателски, луѓето немаат баш толку афирмирачки однос кон тоа да дојде до некоја да кажем, поблиска соработка или некое сериозно зближување помеѓу културите и народите од цела поранешна Југославија. Дали мислите дека тоа е резултат на конфликтите кои што се случија при распад на Југославија, на тоа што имаме нови аспирации, например Европска унија, која што не, да кажеме, на некој начин конкурентски проект на Југославија. Зошто мислите дека таа југоносталгија се некако прифаќа на нож непријателски? Или дали мислите? За Македонија не би се сложил. Македонија прилично е позитивно настроена према тоа југословенско наследство што сме го имале. Може би да, идејата за обновување на некаква си југословенска заедница е недобро прифатија, бидејќи сепак аспирациите на сите нас се повисоки во тие евроинтеграции, евроатлантски интеграции. Меѓутоа не треба ние тоа што мене ме иритира е дека ние постојано нешто го криеме и се стравиме од тоа југословенско наследство. Значи тоа не треба да биде, мислам дека мало и политиката и медиумите и образовниот систем тоа мало го направи да така луѓето се чувствуваат. Јас сега во еден интервју пред некој ден кажував, и не организирам конференција сега 30 години распад на Југославија. Значи, сепак овие сте народи што живееме во Југославија, ја мислам цивилизацијскиот врв и во култура и во наука достигна за време на Титова Југославија, да кажеме, бидејќи многу културни вредности имаше. Да не зборувам за југословенскиот стандард јус, колку тоа квалитетни производи, или да не зборуваме за спорт. Значи, во моментот кога таа држава се распадна, беа светски прваци во раковет, светски прваци во кошарка, светски прваци во ватерполо, Моника Селеш хараше светски број во тенис беше, Црвена звезда стана европски светски шампион. Значи тоа бе достигнувања, нели, што ние да кажеме нација, се големите Америка, Германија, кои што освојуваат по не знам десетици милиона златни медали на олимписки игри, во тој период наистина беше светска сила, кажеме, спортов, а спортот е најдобар индикатор колку една нација е успешна, знаете, во општеството. Така што мислам дека не треба да се стравиме од тоа југословенско наследство, поготово не треба ние во Македонија, бидејќи мислам дека ние, пошто пред тоа доаѓавме од едно отоманско наследство, каде што, ако се гледа статистиките, колку биле аналфабети до 45-та година, колку ние имаме развој во подосечните децении само во образованието, во науката, и може би таа придобивка што живеевме со територии кои што биле под австро-унгарско наследство. Значи Словенија, Хрватска и Војводина беа под тamo сепак мора да признаеме биле во повисоко цивилизацијско ниво него што биле во Отоманската империја. И тоа мешањето на културите барем за Македонија е донесе поголем бенефит. Меѓутоа проблемот е што ние сепак и во 19 век Македонија е голема жртва на пропагандите на соседните народи. Еден мој покоен пријател професор од Белград Предраг Симич во едно предавање во Белград кој што имавме заедно со студентите, рече дека трагедијата на Македонија во тоа што ги има најлошите соседи на светот. За Македонија, од македонска перспектива. Е тоа трагедијата. Или пак пред кога разговаравме колку ни е слична со судбината на Македонија на Палестина. Значи Палестина има таква трагична судбина, најтешко чиштење на лоши соседи и така натаму. Нешто слично преживеа македонскиот народ, македонската историја. Мислам дека треба мало да се добро преиспитаме.
интеграциите треба биде регионални. Јас сум повеќе балканист, ако што ми го носталгичар. Значи сепак и на Балканот не сме да изоставиме Грција, Албанија, Бугарија, кои што навистина не беа во иго, да кажеме, федерацијата, меѓутоа имаме вредности кои има наследувано. Охриста архитектура, ставградска архитектура сепак е нешто што ни дојде од византиското наследство, што е поврзано со грчката цивилизација и култура натаму. Значи тие да треба да ги избегнуваме. Значи тоа се слоеви на кои што ние сепак треба да се гордееме и поготово на југославско наследство. Така. Извините, особено кога станува збор се за мултикултурализмот, за малцинските права, Југославија, Титова беше врвот тоа време на толеранција, по братство и единство и да почитуваме на малцинските права. Тие вредности во секој случај треба да ги пренесеме и да научиме нешто и од тој начин. Само компарација, Косово и Албанија, живее мнозински ист народ, албанци. Значи, од кога гледате Косово влегла меѓуте сили или прогласија независност, мултикултуралистичките проблеми теории ги прифатија многу полесно, околу што живее во Албанија, каде што има исти мнозински народ. Во Албанија дури се пред 4 години почна да разговара за мултикултурализам, за малцински права и да спроведува. А од Косово или воопшто не било тоа проблем, речи имаат југословенско наследство или од таа Титова Југославија. Видете, кажавте еден многу интересен податок, односно епитетот кој што ние го даваме на нашите соседи во однос на една хронолошка историски однос со нив политички, е дека ние имаме нели лоши соседи. Тоа е чувството на луѓето кои што живеат во Македонија. Дали мислите дека тоа не направило малку по-ксенофобични, малку по-етноцентрични и дека нашиот однос кон соседите, таквиот однос кон соседите не велам дека не е оправдан, меѓутоа таквиот епитет што ние го даваме на соседите не остава некако како затворен простор. Македонија остава затворен простор баш во поглед на солидарноста, во поглед на прифаќање на различностите, во поглед на продолбочување на сознанието за различностите. Не направили тоа многу по-етноцентрични и ксенофобични? Има тоа влијание, меѓутоа јас мислам дека треба ние да гледаме од една друга димензија. Значи нема лоши народи, добри народи. Има лоши луѓе, индивидуи има лоши, поединци или добри поединци. Не може да генерализираме дека сите, не знам, бугари, грци, албанци, србини се лоши или пак добри. Индивидуалци или група индивидуалци може би направиле злодела не само во Македонија, воопшто на целиот Балкан имаме многу. Знаете, национализмот исто се храни со тоа дека секоја нација се прикажува сега е жртва, па сега ние како жртва нешто подобруваме состојбата. Тоа е секаде, и во Србија се случува тоа, и во Албанија, и во Грција, и во Бугарија, дека тие се прикажува како се жртви од соседите или од не знам кого, па сега нешто се подобри. Еве и последниот случај или последните превирања во Палестина, евреите нормално биле жртви во Втората војна и сега поради тоа што биле жртви и се зема за право да преземат кај други поагресивни политики. Тоа се случи во Хрватска, во Србија и во Босна. Се чувствувале за жртви, па се имаат право да бидат насилници. Значи тоа не треба да тој концепт треба да промениме. Тој ментален склоп на сите балканци треба да се можеби промени, не само во Балкан, во светот се да не пак ние многу балканизираме проблемите. И тоа е Германија Хитлерова, тие мислеха се жртви на Версајскиот договор, па поради тоа се треба да преземаат или мерки да убиваат други народи и нации. Така што тоа е проблемот во која се гради нацијата. Како се гради нација? Дали таа нација се гради на основа на да кажеме не омраза, меѓутоа дека тие се одбран народ, па треба да се соединат, па да се нешто гради, а другите се постанат што им се криви, или се гради нацијата на основа на мирољубива коегзистенција, на толеранција, на разбирање, на почит на други така натаму. Ќе се согласиме дека концептот на нација таков каков што е изграден, во суштина нас не прави
многу непријателски расположени кон другите, него да кажам, него потенцира нашиот комплекс на супериорност, кој што во исто време е комплекс на инфериорност. Тоа во индивидуалистичката психологија на Адлер, на пример, многу добро е представено, кога во исто време ние сме и жртва и манипулатор, во исто време сме и супериорни во однос на другите, меѓутоа на тој начин правиме некој вид на маска на нашите собствени инфериорности, затоа што на несвесно ниво ние се чувствуваме инфериорни во однос на другите. Мислам дека концептот на нација таков каков што е во моментов, во суштина поединците ги прави жртви на комплекс на инфериорност и комплекс на супериорност. Моето следно прашање беше 25 мај символи, има една посебна символика, особено за луѓето кои што добро се сеќаваат, живееле одреден период од својот живот во Југославија и тие добро се сеќаваат на символиката што ја носеше или ја носела некое време тој датум. И Радио Мост токму се отвара на 25 мај. Ке донесе ли тоа некоја нова младост? Дали тука се концентрирани надежите за некоја нова младост, за некоја револуција во духовна смисла, во културна смисла, во смисла на цивилизацијски прогрес? Па не знам, тоа ќе каже времето во секој случај, дали ќе донеси. Знаете, ја не сакам да сум поhodен некакви митологии, зависи некакви се датуми и така натаму. Убаво, 25 мај воопшто цел мај е месец на пролета, каде цела природа заживува, се обновува, регенерира и тоа е добро да биде. 25 мај за и бившите југословенски републики символизира сепак младост, ден на младоста. Се славиш како роденот на Јосип Брз Тито, иако тој беше роден некаде во друг датум на порано во мај. Меѓутоа така се славеше како ден на младоста. И убаво имаше таа штета на младоста која што ја символизираше на некој начин, требаше да символизира кохезијата и така натаму, и кога се покажа дека тоа беше вештачко. Сите тие војни што ги покажа, после тој излив на скриени негативни инфериорни чувства баш кај младите. Да не забораваме, баш од тие млади испаднаа тепачките по стадионите, испаднаа сите тие изливи на национализам. Баш кај младите после испадна таа работа. Така што не е дека треба да правиме нешто митологија од тоа. Честитки на Радио Мост, на 25 мај, убава символика на младоста и така натаму да започнем, што да не правиме од тоа митологија. Така. Мислам дека е нужно понекогаш така со еуфорија идеалистички да пристапуваме на некои нови работи, заради тоа што на тој начин си ги подгреваме собствените амбиции, работиме посветено на проектите. Од тој аспект мислам дека идејата за тоа што треба да представува Радио Мост е така по ентузијастично изразена, барем од моја страна, кој што сум мисла така дел од проектот. Јас навистина сум импресионирана од начинот на кој што пристапивте кон сите прашања, од одговорите кои што ги добив, навистина сум многу задоволна. Ова интервју во интегрална форма ќе се пренесе на порталот moizbor.com и на вебсајтот на Радио Мост, нели, откако ќе почнеме со работа. Јас ви се заблагодарувам за времето кое што го издвоивте и за прекрасните одговори кои што ми ги дадовте и се надевам дека ќе имаме и идни прилики. Благодарам на вас, во случај за добри интервјуи има двајца. Значи, благодарам на вас да убавите прашања и да добавите уфрлувања и сега таа димензија што дадовте со социолозите и филозофите и убава дискусија да се разви. Ме радува што ваквите имаме млади луѓе кои што сакаат вакви интервјуи, кои се малку по-општи и хард интервјуи, кои што и по-општи за општеството. За жал, можеби тоа да го кажеме, младите кај нас се и не со младите воопшто народот на Балканот потпадна под една кич култура, една шум култура, на кој што предностите, физиските предности многу малку испливуваат на површина. И мислам дека баш овој интервју е демант на тоа дека нема само шум, него имаме нешто и вредности. Благодарам уште еднаш.